Голема раздвиженост меѓу македонците во Албанија, посебно во областите каде што нивната концентрација е поголема. Причина избор на нови органи во функција на престојниот прв конгрес на партијата Македонска алијанса за европска интеграција. Досега вакви активности се реализирани во повеќе населени места. Посите села Мала Преспа, во Билишта, во Потирадец, во Корча, значи сите организативни работи, одбори, штабови не функционира. Сега до 15 март имаме заложба да завршиме Голобрдо во Дебар и Гора. Темелко, кој е еден од основачите на партијата и актуелен градоначалник на Пустец, деновиве избран за председател на местниот комитет за Мала Преспа. Според него, поради новиот изборен законник во Албанија, кој ги осудува малите партии на неуспех уште на самиот почеток, во тек се на преговори со двете најголеми политички партии во земјата, владеачката демократска и опозиционата социјалистичка партија. Нашите амбиции се да имаме пратеник во албанскиот парламент, вели тој. А кој ќе биде коалиционен партнер, ќе се одлучи на партискиот конгрес закажан за почетокот на април, кога ќе биде донесена огромната и историска така наречена одлука за коалицирање, која партија поголема ќе ни понуди пратеник, да со таа партија ќе коалицира. Вербата дека успехот од локалните ќе го повторат и на парламентарните избори закажани за 28 јуни не ја кријат малопреспанци. Добрата организираност и покажаните резултати од двегодишната работа на новата локална власт во Пустец, вели Васил Стериовски, членовите на партијата ги прави уште поголеми оптимисти. На следните локални избори претендираме да добиеме неколку општини во областите Гора, Голобрдо и во Мала Преспа. А тука во Мала Преспа, споредено со минатите години, навистина нештата пополека, но се менуваат на подобро. Подобри сме сега, подобри. Имаме струја, вода, па си имаме, сами си имаме кајно черни до куќи друго имаме. Сјасно подобрува со партијата инаку. Асфалтирањето на патот, активност која е во тек, а ова подрачје го поврзува со Македонија преку преминот Горица-Стење, за жителите значи уште поголеми можности за развој на туризмот, а со тоа и нови вработувања и запирање на миграцијата. По завршувањето на асфалтирањето се надеваме за подобра иднина во нашата Преспа. И ова убава природа, убавина што не има даен од Господ, може да ја провоираме подалеко светот. Посветла иднина најавува и отворањето на Американскиот универзитет, како и реализацијата на повеќе усвоени инфраструктурни и други проекти, поддржани од албанската влада, но пред се од меѓународни организации и фондации. Забрзаната динамика на политички активности на македонците во Албанија продолжува. Во албанскиот град Корча формиран е регионален комитет на партијата Македонска алијанса за европска интеграција. На основачкото собрание избран е 15 член совет на комитетот, во кој по функција членуваат и председателите на општинските комитети од ова подрачје. За координатор едногласно советот го избра Таќо Гроздани, кој ова функција ќе обавува до одржувањето на првиот партиски конгрес, на кој ќе бидат избрани председатели на регионалните комитети. Предходно во функција на основачкото собрание веќе се избрани нови органи и тела на општинските комитети во подрачјето на Мала Преспа, Билишта и Корча, а такви активности до средината на март треба да завршат во областите Гора и Голобрдо. Интензивните политички активности македонците ги реализираат пред одржувањето на првиот партиски конгрес, кој по неколкуто одложувања ќе се одржи во почетокот на месец април.